Добар ден, почитувани, време за отвореното студио на Телеканал 1. Како што веќе добро знаете, во оваа емисија обработуваме неколку теми, односно зборуваме на било кој сегмент од нашето општество или пак сето она кое што ги засегнува нашите граѓани. Токму денес ќе зборуваме на една тема, односно за прв пат во нашето студио ќе зборуваме за активностите на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналецот Струмица. Токму по тој повод овде во студиото на ваше и наше задоволство е директорот на ова претпријатие Зоран Ѓорѓиев. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам за одвоеното време. Исто и на вас, за вашата покана и до сите гледачи. Поздрав. Најпрво би започнале со тоа да ги информираме накратко граѓаните која е работата на директорот на Комуналец. Па прв пат ми се поставува како прашање искрено во нели овака гостување. Па работата на директорот е значи целокупното менаџирање на јавното комунално претпријатие, гледајќи или поделено во неколку сегменти, тоа е значи во делот на оперативниот дел, значи активностите на сите оперативни оделенија, тоа се водовод, канализација, зеленило, гробишта, пазари, чистоќа. И оној дел кој што е во делот на финансискиот тек, значи обезбедување на средства, наплата на средствата на комуналното претпријатие, воедно и набавка на, нели не директно учество, но овозможување на набавка на сите оние потребни средства кои што се неопходни за нормално функционирање на јавното комунално претпријатие, негово застапување во правниот дел, да кажеме во оној дел, така да тоа е еден комплексен дел во кој што е целокупното менеџирање. Секој дека директорот сам не може тоа да го работи, ако не постојат нормално неговите соработници. Тоа се сите помошни директори на секторите огромни кои што ги имаме, како и сите раководители на работни единици, работни оделенија, сектори кои што интензивно си ги работат своите работни активности одговорно, за да ја обслужиме потребата на граѓаните на општина Струмица. Имајќи пред дека се уште нашето претпријатие е комплексно претпријатие, значи како што и преги спомнав, тука спаѓа значи и водовод и канализација, снабдување значи со вода и одведување на отпадни води, јавната чистоќа, собирањето на сметот и изнесувањето на сметот и негово депонирање, понатаму управување со гробиштата, да кажеме, како и двете гробишта кои што ги имаме во нашиот град, тоа се дел на православните или и христијанските, односно и на муслиманските гробишта, понатаму управување со пазарите, тоа се пазарите на Големо Квантачки и оние на Мало, Глобал, Чешел и Кантон, управување со зеленилото или хортикултурното уредување на градот, така да тоа е комплексно претпријатие и комплексно управување, каде што менаџерот или директорот сето тоа мора да го изменаџира, но пак ќе речем не е сам, не може тоа сам и тоа да го прави. Тука се неговите помошници, тука се моите помошници. Во овој случај јас можам јавно да кажам дека ти е солидно, одговорно и домаќински си работат работа, затоа што без сите заедно нема да го постигнеме ова што го работиме. Сметаме дека и јас и мојот тим, менеджментот, дека работата што ја работиме на едно високо ниво, секако дека постои и подобро, и се трудиме и се стремиме кон тоа, и сметам дека во некои наредни периоди секако ќе дојде до подобрување на нашите услуги кои што ги даваме сега. Една кратка најава за сите оние теми или подпрачина за кои што ќе зборуваме во наредните неколку минути. Секое семејство има добиено или пак приватно набавено канта за отпадоци кои што се собира од страна на комуналното претпријатие 2 пати во неделата. Колку смет неделно се собира? Во количините се огромни количини, кои што сега во моментот јас не можам да ги немам тие податоци, но тоа може да се даде. Тоа е огромни количини, бидејќи станува збор за 2 пати неделно собирање во градот и во неколку населени места, додека во некои населени места го собираме еднаш неделно. Тоа се количини кои што постојано растат, искрено кажано, имајќи пред дека можеби модерниот начин на живење придонесува да ние граѓаните стануваме, да кажеме, огромни стварачи на ѓубре. Имајќи пред дека некое купување наше, дали храна или некои други артикли за домаќинство, се во некоја паковка која, нели, тоа го овозможува и самиот начин на живење, и тоа се габаритно, да кажеме, или почесто
се ствара по-голема количина. И дури се пак и мали или млади семејства стварат по-голема количина на ѓубре, за разлика да кажеме кај што имаме некое по-големо или по-старо семејство, сега така да се изразам, бидејќи тоа го правиме ние како анализа. Така да имаме огромни количини кои што редовно ги подигнуваме. Често пати можеби се случува да имаме и премногу големи количини на ѓубре кои се појавуваат во некои временски периоди во годината. Тоа е вообичаено во зимата кон пролета кога поминуваме или сега од есента кон зимата. Вообичаено тогаш граѓаните имаат чистење некои домашни така, правење на зимница допринесува дополнително, например, пролета вообичаено е кога почнува некоја вегетација да се одвива во сите дворови, да кажеме, и градини, така да дополнително се стварат тие количини, но мислам дека ние, солидно се справуваме со тоа и сметаме дека така, градот или општината го држиме на едно солидно ниво на делот на собирањето на сметот, мада имаме и некаде некои пропусти, кои што можеме да ги поделиме да бидат заеднички и на граѓаните и на јавното комунално предпријатие. Иако повеќето од граѓаните знаат на која депонија се собира сметот? Депонијата се носи на депонијата Добрашинци. Тоа е значи депонија која што многу долго време ја користи градот Струмица, општина Струмица уствари. Ова е депонија која што и со детални, односно со генералниот план на Република Македонија определен и за регионална депонија на југоисточниот плански регион, бидејќи исполнува одредени услови кои што се потребни за да биде една депонија прогласена за или предвидена, да кажеме, за депонија од регионален аспект. Ние таму го депонираме отпадот сега, во моментот, значи и повеќе години уназад, се уште има капацитет самата депонија и има своји позитивни страни, имајќи од дека се работи за одредена структура на почвата која што е неопходна за тој вид на депонија да се изгради. Така да депонијата е во една солидна кондиција, можеби не и на нивото на депонии како што можеме да ги видиме во западните земји. Се правеа напори со концесионер, значи тоа да се постигне. Некако тие преговори така завршија како што завршија, неуспешно да кажам, тоа беше вклучен целиот регион, значи југоисточно-планскиот регион. Така да сметам дека во некој нареден период тоа ќе биде секако направено, бидејќи депонирањето од наша страна, средствата кои ги располагаме, механизацијата што ја располагаме, ни дозволува до тој степен така да функционираме. Имајќи предвид дека депоните во современиот свет или во Западна Европа се современи санитарни депонии, кај што голем дел од отпадот се селектира и многу мал дел се депонира. Тоа е, во просек треба да биде некаде од соберен отпад, некаде околу 20 до 30% максимум депонирање на тој отпад кој што не може да се селектира, кој што за разлика кај нас сега во моментот не е така. Се надевам дека во некој нареден период ќе го оствариме и тоа. Тоа беше и моето наредно прашање, дали комуналето од Струмица размислува или пак дали има и такви идеи од граѓаните да се селектира отпадот и доколку би се селектирал тоа што би значило за наш како граѓани, нели пред се за вас како предпријатие? Видите, ние како комунално предпријатие размислувавме, но имајќи пред дека имавме еден процес значи на регионална депонија, беше некако замрен овој процес, бидејќи се одеше тоа заедно со Министерството за животна средина, Советот на градоначалници на регионот и југоисточниот плански регион, кој што е лоциран исто така во Струмица, и кога се водеше целиот процес во делот на регионална депонија, ние малку го стопиравме нашето размислување или инвестирање, бидејќи бара секако не е само да размислувате и да имате идеја, него тоа бара одредени средства за да можете да го стварите. Сметајќи дека тој процес ќе биде завршен во оној процес кога се бараше концесионер и се дојде до тој концесионер и до одреден договор, тоа мислам дека на општина Струмица и на граѓаните и на сите граѓани од овој регион им е познато, тоа беше компанијата АСА од Австрија, но потоа зошто и како се прекина сето тоа, јас не можам сега да дадам одговор, не сум компетентен за таа работа. Се прекина и останавме во една ситуација да и некои наши размислувања останаа така. Сега во моментот размислуваме на таа тема,
но размислуваме заедно да тоа го спроведеме во делот на набавката и претходно спомнавте, начално го спомнавте, ако не се лажам, и во делот на набавката на садовите за собирање на сметка и граѓаните. Бидејќи во Струмица од многу одамна нема набавено, значи, такви садови. И еве на последната седница на Совет имаше една иницијатива да тоа биде некој заеднички проект и на општина Струмица, на комуналното предпријатие во партнерски однос на еден начин и со граѓаните, за да можеме да набавиме одредена количина на такви канти, да кажеме популарно кажано, но и во делот да бидат покрај тоа собирање на основниот смет, но и во делот на собирање на оној најосновна селектирање, обично се тргнува со тоа пластика и хартија во почетокот, бидејќи металот некако се издвои, да кажеме, од тоа, бидејќи граѓаните веќе стекнаа навика да го носат металот во стовариштата или магазините кои што откупуваат старо железо, така да таа основна селекција да ја вршиме уште во старт. Значи, и тоа ќе помогне многу и во делот на транспортот на самиот отпад, во делот и на граѓаните да ја стекнат и да го подигнат нивото на свест, и во делот кај што ние како предпријатие и менеджмент можеме да наметнеме една друга ситуација во која што нели ќе дадеме одредени поволности или одредени бенефици на луѓето кои што ќе се нафатат да селектираат отпад. Бидејќи тоа е сепак некој дополнителен ангажман на самото семејство. Сепак, знаете, мора да го мотивирате тоа, да го стимулирате, за да го имаме тоа во една масовна, да кажеме, активност, бидејќи граѓањето за да го тоа направи треба во една страна да биде мотивиран и стимулиран. Тоа нас ни одговара како јавно комунално предпријатие и не е спорно тоа да биде во некои сметки или некои начини кои се издаат секако преку Советот на општина Струмица, каде што нели таквите мотивациони стапки би се вметнале за таквите семејства и домаќинства кои ќе се нафтат во еден начин да селектираат отпад, бидејќи тоа така се одвива искрено кажано и во другите западни земји. Во целиот свет. Во целиот свет. Ние сме сведоци секојдневно и за други теми дека менталитетот на граѓаните кои што го имаме, кои што живеат овде во општина Струмица, некако навиките многу тешко ни се искоренуваат. Сето ова дали ќе нели дај Боже во некоја блиска иднина тоа да се направи, зошто да не е некоја тешка активност која што треба да се изведе од страна на граѓаните, меѓутоа според вас дали ќе потребен да речеме подолг временски период за да можете еве повозрасните да речеме да се навикнат тоа да го прават, или пак доколку еве би имале пред своите домови или пак во една мала на Струмички речено селектирани канти за отпадоци од поголемите кои што ги имаме, па така да можат полесно да го фрлат селектирајќи го. Оној мешаниот да се остане во нивните семејните канти за отпадоци. Нели навиките се менуваат, знаете, не знам, барем ова што го имам јас како искуство кај што сме одели на некои размени, да кажеме, со претежно во Западна Европа, да кажеме, со комунални предпријатија, навиките се менуваат на два начина. Или казна, или стимулација. Значи, не знам, и таму навиките така се стекнали. Еве, јас сум повеќе поборник да одеме на навиките да ги стекнуваме со стимулација, не со казна. Ова што го зборев пред малку, значи, во делот на стимулација, значи, што е како првично, еве, како идеја? Значи, намалување на дел на сметката на едно домаќинство, ако врши, да кажеме, селектирање на отпадот. Тоа е позитивна стимулација, значи, ако, не знам, семејството, карикирам се, еве, ако моето семејство плаќа негде околу 1000 денари во делот на сметот, и ако тоа го правиме како селекција, би плаќале, не знам, 500 до 600 денари. Тоа сега го давам како пример. Да. Тоа е стимулативниот дел. Казната, како казна е, не знам, некој пат може да биде и контрапродуктивна, да кажеме, но сепак јас сум поборник и самиот и менеджмент, па и сето тоа да оди по некоја стимулативна насока, отколку да оди со негативна, да кажеме, од наказнувањето. Менталитетот или навиките се менуваат, не дека не се менуваат, тоа што го рековте и самите вие, не е тоа тешка или комплициран процес, да кажеме, да тоа не може да го спроведеме. Него има две-три работи. Тоа се да имате желба, да имате некака одговорност, да кажеме, тоа ако го преземате веќе како семејство или како граѓани или како јавно комунално предпријатие. И тоа и на крај нормално останува и она законската, да кажеме, негативната работа, казна на оние граѓани кои што еве нема да постапуваат така или кој што не е популарна и јас не би сакал да биде таа во прв ред, но
стремиме кон тоа да одиме на тој начин, да кажеме. Планирани си неколку еколошки острови или острови за собирање на смет во претежно околу стамбените единици. Тие делумно нешто почнуваме ние сега да изведуваме, но делумно ќе бидат позачестени во наредната година, бидејќи ќе влезат и во буџетот на самото предпријатие и во програмата за работа, кај што ќе може да остават овака па не селектиран, бидејќи тука нема да можеме да имаме можност за стимулација, ќе изгубиме поентата во стимулирањето на граѓаните, него на одредена локација кај што може да донесат некои отпади кои што не мора да ги стават на самото место кај што живеат. На мебел, дел од бела техника или не знам, да кажеме некоја друга градежен шут и така натаму, кој што не би требало или не би можело или представува грда слика да биде оставено пред домот ваш или пред вашата улица, да кажеме, а да не биде луцирано некоја дива депонија, кој што во многу случаи тоа не се случува и денес. Да, сведоци сме дека најчесто во околието на Струмица, па добро еве и во самата Струмица се дешава многу често од несовесни граѓани диви депонии кои што сметот, шутот го фрлаат кај ќе стигнат, кои што нели никако не за таму си има депонија кои што треба токму таму да се однесе ѓубрето, меѓутоа еве ги има. За жал, како вие како предпријатие се справувате токму со овие проблеми, има ли оние кои што еве ќе стекнат како самиот граѓанин го фрла таму сметот, па ќе го пријави, имате ли такви случаеви, како предпријатие, како се борите со овој проблем? Ние да ги разграничиме двете работи, значи во делот на пријавување и на санкционирање, да кажеме, на овој несовесните граѓани не е во наша надлежност. Тоа е во надлежност на инспекцијата комунална во рамките на општина Струмица. Ние соработуваме и како со неа. Во делот кој што ги имаме ние надлежности, ние го собираме тој пат. Многу често повикуваме, еве во мои гостувања, изјави, па и на раководителите во делот на јавна чистоќа и на чистоќа, да граѓаните не мора да барат место кај ќе го стават. Наједноставно да го остават пред самиот дом или на нивната улица. И да ни сигнализират, односно да се јават до нашите служби да го подигнеме отпадот. Искрено кажано, дополнително ни прави услужнување на процесот ако се фрла на страна, се прават мини депони кои што после може да прераснат и во малку поголеми депони. Знаете, тоа некако по навика така и почнуваат и тоа. И ние сме во ситуација некој пат и да не може да постигнеме, искрено кажано. Значи ни одговара и секој пат тоа го велиме, да го остават пред нивниот дом, пред на нивната улица, на тротоарот. Кај што да биде поставено некако, како да кажам сега, знаете, грањки или некако треба, може да ја поставите да биде разфрлена, а може да биде и како, да кажеме, некако убаво наместена, за да можат нашите служби многу полесно и побрзо да го подигнат сметот. И никаков проблем не ни е на нас и тешко да може тоа да го подигнеме од градот. Ни прават дополнително проблеми депоните, а се случуваат, а не знам, тоа некако не ни оди во тој дел, искрено кажам, со разни повици. Јас не знам, сега не би сакал во името на комуналната инспекција да зборувам дали имат одредени казни или санкции и така натаму, бидејќи нели сепак е тоа нивна надлежност, ние соработуваме со нив и како. Не би сакал да зборувам во нивно име, но се случува тоа. Факт дека се случува, имаме обично по перифериите на градот или кон излизните патишта, тоа го санираме од периоди на периоди или поинтензивно за да не се стварат вакви депонии. Но тука некако, искрено кажано, мора да проработи свеста на граѓаните, но и мислам дека санкционирањето треба да биде малку поголемо. И покрај тоа што реков претходно дека не сум поборник за санкционирање на граѓаните, но во оној дел стварно треба малку повеќе да посвети внимание и нели нормално и комуналната и другите инспекции, бидејќи непотребно, искрено кажам, значи непотребно е тоа што го прават одредена несовесни граѓани. Секој е чест на сите граѓани кои што другите го спроведуваат тоа. Еве еден апел уште еднаш, рековте дека честопати сте коментирале на оваа тема. Еве уште еден апел до граѓаните, слободно доколку имаат некаков градежен шут или пак станува збор за грањки или пак некој друг страна на мебел кој што не се користи, можат слободно да се јават на систем 48, претпоставувам или најдобро е на систем 48, така функционира целиот систем, но не е никаков проблем да се јават и директно во јавното комунално
предпријатие кај нас на телефонот кој што го имаме таму во дежурната служба или на службите на било кој од јавна чистоќа, дали ќе биде ден, два, тоа ќе се подигне. Но искрено кажам, пак ќе речем, многу подобро ние, поефикасни сме тука, отколку кога ќе мореме на некоја депонија да однесеме и поголема механизација, поголем број на луѓе, дополнителни средства трошиме и така натаму. Сега сведоци сме и некако сите сме присутни на оние социјални мрежи каде што има и веродостојни и неверодостојни информации, меѓутоа сведоци сме дека има слики кои што несовесни граѓани цели контењери од оние кои што стојат пред стамбени згради најчесто како се фрлат буквално во каналите, пак на улица, расфрлани на секаде. Како да се погрижиме ние како граѓани и вие како предпријатие, како се грижите за тоа да не се случува? Секогаш се постоеле вандализми на разни начини, на оштетување на општествените клупи, канделабри и сите оние работи, меѓутоа она веќе не знам што треба во себе да се разбуди за да се фрли буквално еден таков контењер во каналот кој што не дај Боже, можеби токму таа вечер ќе заврне дожд па ќе направи поголеми катастрофи. Како вие како предпријатие се? Во делот на тоа справување со вандализмот, значи ние постапуваме согласно законите. Значи вакви работи ги пријавуваме во Министерство за внатрешни работи, бидејќи тоа е во делот на нивната надлежност. Во некои случаи имаме некои позитивни исходи, но во најголемиот дел немаме, искрено кажано. Тука станува збор, значи, покрај контењерите, кои што може да бидат и опасност, да предизвикуваат опасност. Во случајот што го спомнавте и со каналот Крушевска република. Многу често се случува да бидат превртени на сред улица, па не дај Боже може да се случи и сообраќајна несреќа. Уништување на жардинери, уништување на клупи, уништување на канти за отпад. Сега ќе навлезам во еден друг дел кој што не е во моја надлежност, но често се случува уништување на канделабрите за осветлување. Тоа е во делот на другото јавно предпријатие, но независно нели тоа како комплет вообичаено како гледате се случува во паркот. И со вандализмот страшно лошо, значи се справуваме. Како да ви кажам, мислам дека тука треба малку да се позанимаваат и одредени други социјални, односно не социјални, него други служби, бидејќи најверојатно тоа е некоја енергија неконтролирана, дали кај млади луѓе, дали кај некој друг слој на граѓани кои што сепак треба во тие да се вклучат поголем број на институции. Бидејќи станува уништување на јавно добро, уништување на нашите пари, искрено кажа, сето тоа што го правиме, ние го правиме од парите на граѓаните, не го правиме од некои други. И некако мислам дека повеќе институции треба да се вклучат во ова, бидејќи представува веќе, да кажеме, сериозен проблем кој што во повеќе наврати се повторува. Значи не е тоа некој инцидентни случај. Ако последните неколку месеци, јас не знам веќе колку пати имаме уништување на таква опрема, исто и кај другото предпријатие се појавува, и тоа представува очигледно веќе и социјален, односно општествен проблем кој што би требало и другите институции се вклучат. Ние во делот на тоа ја спроведуваме она постапка која што имаме. Значи случајот со жардинерите, само што ги поставивме на плоштадот, беа неколку уништени уште истата вечер. Не знам, клупите често не се уништуваат. Тоа го правиме во делот со надлежности. Значи, постапка до МВР, ви реков, во некои случаи имаме некој исход, во поголемиот број немаме. Значи, дали тешко е тоа да се пронајде или така натаму, јас не навлегувам понатаму, но мислам дека во овој дел треба малку да се, пак ќе речам, вклучат поголем број на институции, дали и Центар за социјални грижи, дали и полицијата, секако да кажеме, тука мора да биде вклучена, и некои други општествени структури кои што мислам дека треба да посветат поголемо внимание на тоа, за да тој вандализам кој што сега е во некои рамки овака скромни или да кажеме срамежливи, да не прерасне малку и во некоја друга форма. Нешто поагресивно. Вие сте секојдневно со граѓаните, секојдневно слушате разни коментари. Сега низ улица, низ социјалните мрежи се зборува се и сешто.
Има коментари дека тие цвеќиња кои што се засадени низ центарот на градот се откорнувале за дома да се посадат. Како на оваа тема, дали имаме некако коментар, некако дали можеме тоа некако да го докажеме, дали дојдовме до таму да ги вадиме тие цвеќиња за дома да си ги садиме? Значи јас не сум сигурен дали баш за дома ги носат или не, ама дека тоа ни се случува како појава, да. Еве, типичен пример, само пред неколку дена имаме една мала површина на улица Ленинова таму, на влезот на општина Струмица, овој на влезот на булеварот, кај зградата на Чифлиганец, кај што вака сега да прецизирам. Тоа е една мала површина која што екипата од јавното, односно од зеленилото секторот, стварно многу е направи овака, со декоративни и така. Та после неколку дена дел од зелените дрвца, туи мислам дека беа, ги немаш. Значи не целото уништено, него дел? Не, дел, значи беа искорнати. Значи сега искрено не би сакал јас да кажам дека некој ги зел за дома или ги продал или ги фрлил. И тоа го направивме. Повторно засадивме. Сега овој пример пошто е најпресен. И повторно се случи, повторно немаше неколку. Дури малку сега, како да кажам, тоа е некој и смешна или трагикомична ситуација. Дека се случува, да, тоа можем да го потврдам, затоа што и на булеварот Маршал Тито, кога го уредувавме хортикултурно, и таму ни одреден период ни фалија одреден број на садници. Па кај китките се случува и тоа, да, можеби помалку кај овие цветните, но кај зимзелените или оние повеќе годишни садници често пати се случува. И тоа не уништени, подкопани, да, извадени, баш буквално извадени. Оно што се уништува најчесто се дрворедите. Се приметува, тоа е на делот на потегот кај техничкото училиште, да кажеме најчесто, кај некои други улици така натаму, кај што упорно и ние, без разлика колку и да ги уништуват, повторно засадуваме, но го губат времето. Знаете, за едно дрво не може една година или една сезона да значи многу, да кажеме, во формирањето. Кај што успевавме да ги заштитиме, например, на булевар Гоце Делчев, на дел на исто така на Маршал Тито и така натаму, веќе дрвата се во одлична кондиција со крошни и така натаму, кои што веќе му дават некоја друга убавина на целиот и булевар и на град. На оние места кои што стално имаме кршење и уништување на тие садници, касниме за тоа што секоја година садиме, се уништува, пак садиме. Не можеме да дојдеме до момент да створиме еден убав дрворед. Дрворедот ја има својата убавина, знаете, и покрај и зеленилото, и собирањето на прашината. Она целокупно дава еден друг дојам, да кажеме, и секој и за животната средина, и за летните денови, горештината, опрашање и така натаму. Ние малку пред неколку минути ги спомнавме островските контењери кои што ги има скоро низ целата територија на градот Струмица. Меѓутоа исто така еве повторно од социјални мрежи кои што никако да не остават на рад, сега нешто се коментира, се додават некакви коментари, велат дека на места има, на места нема доволно. Кој е вашето мислење, дали според вас како директор има доволно број на контењери низ градот на Струмица, посебно во густо населените места, односно каде што има повеќе стамбени згради? Значи, по ова што ние ги имаме како анализа, бројот на контењерите е релативно доволен. Некаде кај што веќе ни се појавува потреба, тоа е вообичаено кај нови стамбени единици и така натаму, дополнуваме. Контењери, јас мислам дека имаме доволно, но немаме доволно оние боксови, како што ги викаме ние, кои ги правиме и сега интензивно, мислам, ги работиме и поставуваме. Тие ги поставуваме од неколку причини. Прво, делот посимпатично секој случај. Второ, иако контењерот е пренатрупан и да кажеме има некои ѓубрива кои што може да се стават до самиот контењер, многу поуредно и посимпатично стои ако бидат во овој бокс, да кажеме така, сега можеби и грубо звучи, али место кај што ние го правиме. И такви планираме, значи, скоро сите места да ги покриеме, но одиме етапно за тоа што представат и голем број на поставеност во градот и претежно бираме на некои места кај што првично се ударни, па после одиме, да кажеме, малку и по перифер. Бројот на контењерите не е проблем, јас мислам. Исто не се проблем и социјалните мрежи што го објавуваат тоа. Дури некој пат тоа е корисно и за нас, да кажеме, да не потсетат условно кажено, но јас често пати ги прочитувам и коментарите од оздола.
злоупотреби. Да, и некаде има дел злоупотребување и невкусни коментари, искрено кажано. Не би сакал јас сега да ги коментирам, но како и да е, граѓаните го имаат правото да го дадат своето мислење, јас не е важно дали се согласувам со одредени, но сметам дека можеби во таквите коментари да проткајува, да кажеме, подигнување на свеста повеќе отколку да бидат некако некоја пресметка или некоја да дополнат со интересна идеја. Да се даде и некоја идеја. Знаете, ќе видите некој коментар во стилот дека па видите нели колку ѓубре има. Знаете, ние можеби сега да поминеме, да го изчистиме и после 15 минути да биде контейнерот препол, да кажем. Тоа не значи дека јавното комунално предпријатие не ја врши работата, но до наредното подигнување на тој смет се ствара одредена количина. Јас реков и на самиот почеток, можеби современиот начин на живот ствара поголема количина на ѓубре и самите ние како граѓани почнавме да ствараме големи количини на ѓубрево. Така да, нели, сега моje лично мислење, тоа јас граѓаните сепак ќе кажам имат право. Во таквите коментари, ако сакаме да ја градиме свеста на подигнување кај сите нас, ние сите би дали со мал допринос ако да внесеме една доза на подигнување на свеста кај граѓаните. Значи, ние можеме комуналното предпријатие да дежура, да кажеме, условно кажано и на секој контейнер, ако не ја подигнеме свест и ако граѓаните не бидат сите заедно, не бидат одговорни, ние сепак имаме ѓубре. Мислам, тоа не е тешко остварливо. Така да, еден апел и до сите кои што ги дават коментарите добронамерен, покрај сето тоа што ќе го забележа, значи и тоа е во некои моменти добронамерно и за наша работа, да проткајува еден дел во кој што нели сите ние да учествуваме во подигнување на свеста кај сите граѓани за оној дел, да кажеме, да бидеме одговорни према делот на изнесување на сметот, фрлање и така натаму. Сепак делумно и кај нас си фрламе, нели? Повеќето е околу нас, или пред куќа, или пак неколку метра до нашата куќа. Пред да зачнеме малку темата за водоснабдувањето, би ве запрашала од систем 48 на што најчесто знаат да се јават граѓаните, да се пожалат или пак еве да пријават. Најголем дел во делот на сметот е подигнувањето на сметот или некаде каде што се појават овие мини диви депони или фрлане, во делот на дефеците или од пушување на канализација, значи тие се дефинитивно најголемите пријави од страна на граѓаните, кои што ние нели се бориме успешно да ги отстраниме. Оно што не можеме во рок од 48 часа, што е невозможно технички изводиво, се трудиме да нашите раководители, да кажеме, или стручни лица го одговорат во кој временски период е можно тоа да го одговориме. Во делот на зеленилото, вообичаено тоа е некаде засечење на гранки, на некои застарени дрва, така да корисно е тоа. И систем 48 јас го поддржам во целост, бидејќи, знаете, преголема е територијата на која ние делуваме, и ние систем 48 го гледаме како соработка со граѓаните, нити критика, нити, да кажеме, некој во лоша намера, него баш тоа да соработуваме на еден начин, бидејќи самите граѓани ни напоменуваат или ни обавестуваат некои работи кои што ние секој ќе ги забележиме, но можеби не во моментот, можеби после сат време или некој. Така да тоа е добро, го поддржувам и одлична комуникација имаме со самиот систем 48 и со нормално граѓаните кои што ги поставуваат тие. Тие стигаат и кај мене. Тоа е систем кој што е врзан, јас сакам малку да го објаснам. Од системот 48, значи овие доаѓаат, се препраќаат до сите раководители посебно, доаѓаат и кај мене во еден систем во кој што ги гледам јас нивните одговори и реакции, и ако има некој затајување, реагирам јас. Така да комплетно ја имаме ситуацијата на увид и тоа е многу добро за функционирањето на комуналното предпријатие. Ете така, иако повеќето од граѓаните знаат дека систем 48 бројот е целосно бесплатен и може да се јават и да пријават док имаат некаков проблем. Повеќе, односно после 20 години ќе се започне да се гради прочистителната станица, тоа го најави неодамна градоначалникот Зоран Завков, што треба за околу една година да биде готова. Што тоа ќе значи за нашиот град? Огромна работа, искрено кажам, огромен бенефит за општина Струмица.
градоначалникот го најави, пред некој ден беше издадено и одобрението за градба. Фирмата изведувач веќе е на терен, почнуваат работа, тоа ние припремни работи. До крај на 2017 се извинам, ќе биде завршен. Бидејќи се работи за рокови кои што се стриктно поставени и нема, тука мислам, бегање од таа работа. Што ќе добие Струмица? Струмица ќе добие една современа пречистителна станица, ќе добие можност да не продолжиме, значи, да го загадуваме водата, да кажеме, а со тоа загадуваме и почвата. Имајќи од преди дека па Струмица и Струмичкиот регион е производител на храна, раноградинарско или како и да е. Тоа е огромна и важна работа која што Струмица ќе го добие. Тоа го добиваме, значи, како грант од Европската унија со 9,8 милиони евра и делумно учествува општината и јавното комунално предпријатие некаде со околу 200.000 евра. Добро е тоа што се направи, мислам. Тука мора да изразам благодарност или огромното залагање и на структурите, односно на општинските структури кои што учествува и на делот на стручните лица од комуналното предпријатие од Комуналец, бидејќи тоа е тимска работа која беше сработена. Така да кажеме, бенефиците ќе бидат огромни, имајќи пред дека Струмица станува град со огромен потенцијал. Покрај градот ќе бидат вклучени и поголем број на населени места во кои што сега има моментална канализација или во наредниот период ќе биде изградена, така да тоа што нема да дозволиме да си ја загадуваме самите нашата почва, вода и така натаму. Така да тоа е од огромно значење. Имам добрата работа во тоа што и технологиите кои се прави дека ќе биде максимално искористување на целокупната, значи, на преработката на отпадните води. Што значи тоа? Тоа значи дека водата која ќе се преработва ќе биде чиста и се отпушта во реципиентот во реката Струмица. Она што останува како дел кој што од преработката, тој ќе биде искористуван или за производство на метан, или за производство на, кажи го, ѓубриво, кои што ќе се користат. Значи, нема да имаме нуспродукти кои што ќе бидат и тие дополнителни загадувачи. Кај некои технологии во процесот на пречистителната станица останува оној мулјот што се вика, оној, значи, крајниот, мислам, производ од пречистувањето, кој што е дополнително проблем за негово складирање. Таквата сега современа технологија го возможува процесот да биде и тоа што ќе се остане на крај да биде употребувано како некое дополнително ѓубриво, можеби не за раноградинарски култури, но за шумски површини, појаси некои, или за производство на метан. Тоа го нуди нашата технологија, така да ќе биде една од посовремените, нормално како што се одвива и сега, нели, секој год, односно тие се периоди кои што се развива таа технологија многу брзо. Ние бевме на неколку места во Западна Европа, ги видовме таквите технологии, се одлични и мислам безпрекорни, кои што ќе мислам дека ќе имаме една од така професионално пречистителна станица. Како и да е, секако во позитивна смисла за граѓаните, за жителите. Колку домаќинства редовно се снабдуваат со вода за пиење од комуналното предпријатие? Од комуналното предпријатие, значи, се снабдуваат некаде околу 9000 домаќинства. Тоа значи станува збор и за општина Струмица, односно градот Струмица, и од населените места кои што ги снабдуваме сите со здрава и чиста вода. Редовно се зборува, еве, нели, и на светски рамки дека вода ќе нема. Сега граѓаните свесни сме за каква вода пиеме и што имаме, како имаме, меѓутоа еве од првиот човек на предпријатието Комуналец да слушна дали имаме доволно вода за пиење и дали таа е чиста. Значи, општина Струмица и може да се пофалиме дека има една од најдобрите води, не само во овој период додека сум јас директор, значи во период кој што е уназад повеќе. Водата која што мора да направиме една разлика мислам да ја уочиме. Значи, ние добиваме со релативно лош квалитет на водата, бидејќи добиваме од брана. Тоа не е само заради тоа што е брана тури. Зборам генерално, значи, водите кои што се отворени, кои што ги користат од отворени површини, резервештачки, се со многу полош квалитет за разлика кога користите вода од некои бунари.
Но технологиите кои што имаме на производство или на преработка на вода, ни овозможува да добиеме на краен производ квалитетна вода. И озонирана, и бактериолошки исправна и така натаму. И не релативно, него 100% здрава и чиста. Тоа е едната работа која што се трудиме, значи ние тоа го во континуитет го одржуваме. Другата работа, во делот на дали ќе има вода. Секој дека према водата мора да бидеме поодговорни во секој период или во нареден и така натаму. Ние во моментот, значи Струмица гледано генерално нема никакви проблеми. Значи ако приметите во текот на летото во некои други градови се случуваат некои рестрикции, па имат, па немат и така натаму, кои за разлика кај нас тоа не се случува. Имаме сосем доволно количини на вода. Менеджирањето со вештачкото езеро Туриот кај што се снабдуваме е на друго јавно предпријатие во државна собственост, но без разлика ние имаме солидна соработка и вода има доволно, но треба да бидеме одговорни према водата. Една работа, тоа што таа ќе представува со тек на време секој поскапа и поголемо богатство и дека треба да користиме само одговорни во кој смисол. Тоа е скапа вода да ја користиме за било што. Искрено кажете. Ако сега вие мене ме прашувате како јавно комунално предпријатие, може би на нас како јавно комунално предпријатие во интерес е да се троши што повеќе вода, имајќи пред дека ќе имаме поголеми приливи и така натаму. Но тоа не е, бидејќи ние имаме јавна одговорност или јавен интерес, секогаш апелот наш е кој? Да ја трошиме водата само за тоа што ни е неопходно. Ваква произведена и чиста вода да не ја трошиме за некои непотребни работи, наводнување на дворови, перење на дворови, коли, автомобили и така натаму, не знам што. Па и улици и така натаму. Можеби ние како јавно комунално предпријатие да, но домаќинствата што помалку тоа да го трошат. Да ја трошат баш за она што е основните потреби. За хигиена, за пиење, за и така натаму. Што значи едно домаќинство? Се во интерес, бидејќи трошиме огромни средства за производство на таа вода, трошиме ресурс кој што е многу важен и трошиме во крајна линија, знаете, и на самото семејство ќе има да бидат преголеми сметки кои што во некои случаи се и некој пат проблематични за плаќање на крајот на месецот. Кога сме кај сметките, граѓаните имаат обврска да плаќаат сметки кон јавното предпријатие, дел од нив ги плаќаат редовно, дел заостануваат. Како еве вие се борите со тоа, бидејќи сепак граѓаните сметките ги плаќаат, сепак тоа ќе оди за нив за некоја нова активност, односно некој нов проект и така натаму. Јас си претходно реков, сега малку можеби ќе изгледа за да се демантирам, но тоа не е демантирање, не морам да поставам така и како ръководител. Значи, ги искористуваме максимално сите можности да ги наплатиме парите. Значи, со опомени, со некои можности на плаќање на рати, со можности за договор за спогодба и така натаму. Но кога ќе бидат исцрпени сите тие можности, ние мора начинот на наплата да го спроведуваме и со законските регулативи кои што ни постојат, но мора да го имаме во предвид дека ние сме јавно комунално предпријатие, застапуваме јавни интереси и ги почитуваме и законите кои што се важечки. Во законите за кои се во моментот, значи не смееме да дозволиме застарување на сметките кај граѓаните, кои што е 1 година, а кај правните лица 3 години. Така да до истекот на 1 година ние мораме да постапиме и по оној судски пат, односно утужување пред нотар, тоа е платниот налог и на крајна линија да одиме на извршување. Пак ќе кажам, секогаш дури и утужувањето кај нотар не представува голем трошок за граѓанинот, зборам во оној дел со извршувањето. И кога ќе се случи утужувањето кај нотар, сепак гледаме со граѓанинот да најдеме за разбирање во делот на наплатата, правиме отстапки во дел на, пак ќе речем, спогодба, на рати и така натаму, бидејќи кога ќе дојде до извршување, тие суми се зголемуваат енормно, не е во наш интерес да ги праќаме граѓаните на извршување, бидејќи тоа што ние они што треба на нас да го платат, ќе го платат, но тоа дополнително им зголемува трошоци кај извршителите, кои што, тоа е во закон, сега ставено така е, и се трудиме. Имаме солидна наплата, јас морам да изразам благодарноста и кога имам прилика секој пат тоа, спремам пензионерите. Они ни се најредовната, искрено кажано, најредовната
така група на плакичи. Мислам, секој час, користам прилика да им се заблагодарам и пак да ги повикам пак редовно да си ги плаќат сметките, секако да продолжат, бидејќи искрено кажано, првите приливи кои ни доаѓаат, кои ќе ги земат пензиите, одма граѓаните од таа популација си ги плаќат сметките. Дали станува збор за една општествена група која што е малку поодамна има стегнати некои навики, секој час, крајно кажано. За разлика кај другите граѓани не викам дека не си ги плаќаат, но има и малку заборавање. Некои можеби не е така со намера дека не сакат да ги платат сметките, можеби од невнимание, можеби презафатеност во моментот, сега динамичен е животот, јас не сумнам и во тој дел, но има едно малку заборавање така, ние подсетуваме ги тие граѓани со опомени, да кажеме, или со некој известување, а има една категорија на луѓе кои што можеби свесно не сакат да плаќат, со тие одиме на суд. Може би и тоа така, бидејќи сепак пенсионерите редовно се земат пензијата, а другостранатите кој како зема плата, така ги плаќа своите обврски кон предпријатието. Во ваша надлежност е и организирањето и управувањето со пазарите, сведоци сме дека посебно сабота кога е пазарна ден во Струмица останува огромен смет по улиците, посебно околу пазарот Чешел, и околу Глобал, кој што од затворен тип. Како се подига овде совеста кај граѓаните, посебно оние кои што секојдневно се на пазарите, таму продаваат ја својата стока, и дали комуналец секогаш околу 4-5 кога ќе заврши пазарниот ден се токму таму на терен? Да, тоа околу завршувањето и чистењето ние сме на терен, тука дефинитивно, мислам нема зборови, тоа може да го прибедат и граѓаните. Јас би малку прозборил околу Чешел и околу Глобал. Значи имаме продавачи кои што се надвор од пазарите, кај што ние немаме повторна надлежност. Имаме реакција од нашите корисници, да кажеме, дека имајќи пред дека стварно тие плаќаат одредена сума на пари за закупување на овие тезги и така натаму. И тоа е некако нелојална конкуренција, искрено кажам, спрема нашите клиенти, а од друга страна ние немаме надлежност надвор и тука покушаваме да најдеме соработка со другите инспекции, независно дали општински или во државно ниво, за да тоа го анулираме. Многу често ќе го слушнете ставот дека, например, нема место на Чешел. Не е вистина, има место на Чешел, но можеби некои навики се уште, можеби некако флексибилноста на тие служби дозволува да така одреден број на земјоделци или производители се надвор од тоа, што не прво е нехигиенски, второ е неубава слика за градот и тоа што ствараат ѓубре дополнително, тоа што дополнително се ангажираме, можеби тоа не е најголемиот проблем. Ние ќе го изчистиме тоа и ќе го подигнеме, но оние другите 2-3 работи кои ги кажав дека не се борат, тоа треба да се регулира. Пак ќе кажам, имаме ние доволно место на Чешел, на Кантон, да тоа сете бидат сместени граѓаните и да бидат сместени на тезги тоа, но тука мислам дека малку пропусти на одредени служби други, кои што не треба да реагираат соодветно. А во делот на подигнување на сметот и од нашите пазари и околу самите пазари, во сабота мислам дека тоа солидно го завршуваме, без разлика колку и да е тоа смет и така натаму, тоа ние мора да го подигнеме, тоа е наша обврска пред се и задача. И секако овде секогаш на крај застанува свеста на самите граѓани, оние кои што пред заеднички, секако дека тоа мора заеднички, искрено кажам, тоа е партнерски однос меѓу претпријатието и граѓаните, или општеството и граѓаните, и претпријатието. Пак ќе кажам, ние колку да сме и многу на број и да се трудиме, ако немаме соработка со граѓаните, никако не можеме да постигнеме солидно, да кажеме, чистоќа или подигнување на сметите. Директора, ние повеќе од 40 минути зборуваме на повеќе теми поврзани со јавното предпријатие Комуналец. Накратко малку за идните планови, идни проекти. Да, Комуналец секоја година прави програма за сопствената работа во делот на програмите кои што при крај на годината ги даваме до општината или сами се ги носиме на управен одбор на сите органи, проекти кои што ќе следат во наредниот период, кои што од поголемо значење имаат тековните активности и тие работи се дел
делокруг на работа кој што секојдневно. Во една, еве вака, во водовод и канализација ќе ги посечам како два поважни проекти. Тоа се значи прочистителна станица која ние ќе ја преземеме во делот на работењето после завршувањето в 2017, но тука имаме потреба од обучување на одреден кадар кој ќе функционира во самата прочистителна станица. Тоа е едно така малку поважен и позначаен проект за мене, секој за самото предпријатие. Понатаму имаме некои санации кои што треба да ги извршиме на филтер станицата, бидејќи имајќи предвид дека е долгогодишна, мислам од повеќе години, така да редовно, односно сега малку би сакале еден малку поголеми зафти да извршиме на замена на озонаторите, на хлоридаторни соби и така натаму, кои што нели времето само си бара, што се вика, толку години има работено и треба да се. Тие се така два за мене важни проекти. Во делот на чистоќата, значи набавка на во оној дел како што реков кој беше предложен на самиот совет, дали ќе биде заеднички проект, едно партнерски без разлика, но обновување значи на садовите за собирање на смет по граѓаните, селектирањето на дел од тој отпад, довршувањето на одредени острови кои што реков низ градот, за да го подигнеме нивото на самата чистоќа. И во делот на другите активности, значи до завршување, односно до комплетирање на пазарот Кантон во делот на секторот за пазари, во делот на зеленилото, постојано проширување на зелените површини, обновување на дрвореите. Немаме некој позначаен, крупен, да кажеме, проект. И еве гробиштата можеби малку ги спомнавме, во делот на гробишта тоа се отварање на вториот влез или излез на самите гробишта кои што се наоѓаат во кон село Баница, за да имаме полесна циркулација на движење на возилата, подобрување на инфраструктурата и проширување на самите гробишта. Тие се некои идни планови кои што треба да ги спровеме во наредната година. Па здравје, со Господ напред, ќе ги стерам. Здравје Боже, во некоја народна прилика повторно да ќе зборуваме за тие активности кои што следуваат. Ви благодарам за денес за одвоеното време. Се надевам дека успеевме да го задржиме вниманието на гледачите и научија нешто повеќе. Благодарам на вас на поканата, до гледачите исто така што не гледа. Ви благодарам што еднаш. Задржам вниманието. Почитувани мои, овде е крајот на отвореното студио. Денес зборувавме со господинот Зоран Ѓорѓиев, кој што е директор на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица. Се надам дека успеевме да го задржиме вашето внимание. Ви благодарам, довидување.